Измените на законот на изборниот законник се пред Комисијата за политички систем. Сепак се чини дека покомплицирана е работата овде во собранието денеска. Така излезе во 20:30 започна седницата, го помина првиот филтер, сепак пратениците од редовите на ДУИ гласаа против законот да се донесе, измените да бидат донесени во скратена постапка. Координаторот на пратеничката група на ДУИ Талат Џафери побара да се повлече овој нацрт текст за да се изменат техничките пречки, како што кажа, во однос на измените, без конкретно да прецизира за што конкретно се работи. Од сепак потоа процедурата продолжи во Комисијата за политички систем. Имаше еден амандман поднесено единствено, ДУИ поднесе амандман, Рафи Залити од ДУИ го објасни амандманот, рече дека со предложениот закон, односно со одредени членови од законот се крши сигурноста и тајноста на личните податоци, се крши уставот, не по своја волја лицата се на работа во странство. Тоа се однесува значи на бришењето на спорните гласачи од избирачкиот список и во однос на видеоконференциската врска која што ќе можат тие да ја направат за да го докажат своето избирачко право. Како што спомнав, расправата во моментов се води во Комисијата за политички систем, потоа треба да продолжи и во Законодавно-правната комисија за пак да се врати на пленарна седница и конечно да се гласа околу измените. Има уште неколку часа до кога всушност истекува рокот, 2 часа, значи помалку од 2 часа до кога истекува рокот во кој што треба да се донесат измените на изборниот законник. Откако поминаа првично во собрание, значи беше објавен и целосниот текст на измените на законот, значи според овие измени 170.000 гласачи од диаспората ќе бидат ставени во посебен извод на избирачкиот список, 39.502 гласачи, спорни гласачи од теренските и административните проверки, повторно ќе се проверуваат за 3 дена, за нив ќе треба да има јавен повик и да го докажат своето гласачко право, во спротивно, доколку ги нема, значи нема да бидат внесени во избирачкиот список. Исто така потоа тие ќе имаат рок од 25 дена е тој рок, но потоа ќе имаат уште 10 дена рок за дополнителна проверка, во кој рок ќе можат и преку видеоконференција да го докажат своето гласачко право.